Медиумите во Србија и Хрватска пишуваат за опасен тренд кој го наметнаа сестрите Кардашијан и милиардерот Илон Маск. Станува збор за користење на лек за дијабет Оземпик. Покрај тоа што поради овој бизарен тренд ги загрозуваат дијабетичарите на кои им е потребен овој лек, оние кои го следат овој тренд за слабење, сериозно го загрозуваат и своето здравје. Лекарите апелираат до сите кои го користат за слабење што поскоро да прекинат, бидејќи во спротивно може да имаат бројни несакани здравствени последици. Се нагласува и дека кога ќе престанат да го користат, килограмите што ги изгубиле ќе се вратат многукратно. Нарушување на свеста, хипогликемија, проблеми со срцето се само дел од опасностите кои им се закануваат на оние кои вбризгуваат Оземпик на своји раце. А она што нас најмногу не тангира како лекари, кои што работат со луѓе со дијабетес, е дека заради овој тренд, луѓето со дијабетес се соочуваат со сериозен дефицит на лекот на глобално ниво. Прекумерните и нистручно направени диети со нескладна загуба на телесната маса може да доведат до сериозни здравствени проблеми. Диетите на своја рака најчесто се прилично штетни за самите индивидуи. Тоа е последица веројатно на самото модерно општество, кое што во голема мера изискува однапред приготвени оброци, врз кои самите луѓе немаат контрола во смисол на тоа колку калории има во оброкот, ниту како е подготвен, и дополнителен проблем е секако на физичка неактивност. Со цел за да се справат со тој вишок на килажа, кој што е неминовен со тој начин на живот, луѓето најчесто прибегуваат кон некои easy fix лесни диети, со кои што за брзо време се губи навистина значаен дел од телесната тежина. Меѓутоа, овие циксак диети или јојо, како што ще ги нарекуваме, може да донесат комплексни и долгорочни последици по здравјето, пред се по метаболните заболувања, односно се ризик за метаболни заболувања од типот на дијабетес, кардиоваскуларни заболувања, меѓутоа може да бидат ризики за коските и зглобовите. Овие диети кои што најчесто ги прават на своја рака, како што кажавте, подразбираат максимално исцрпување на организмот, многу често со внес на сериозна рестрикција на калории. Внесуваат некаде 700-800 килокалории на ден, што е премалку наспроти оние 1200-1300 кои што ни се минимумот за нашето тело да функционира како што треба. Тоа е како замислете си вашиот телефон да има 5 до 7% батерија, вие да го терате паралелно да ги работи сите апликации. Тоа е невозможно. При таа батерија телефонот се штеди, меѓутоа ако телефонот го забележиме на толку батерија, ние бараме полноќ во најблиско време, меѓутоа нашето тело едноставно го игнорираме. Игнорираме оние симптоми кои се случуваат при тие диети, се со цел да се добие онаа килажа која што е зацртана. За оптимално здравје и одржување на здрава телесна тежина, потребно е дневниот калориски внес да биде во соодветен сооднос во однос на протеини, јаглехидрати и масти, кои се основниот извор за енергија на телото. Имаме толкова достапност до информации и се друго, меѓутоа од друга страна едноставно како да игнорираат. Конкретно за тие 7 кила за 7 дена може да најдеме барем 7 компликации. Едната од нив секако е губитокот на мускулна маса. При овие брзи диети со таа рестрикција на калорија, ние ги губиме практично мускулите и не се губат оние масни наслаги кои што е вистински губиток на килажа, туку правиме губиток на мускулите. Дополнително, втори несакан ефект е губиток на водата. Значи правиме деплеција на волуменот на течности во организмот и дополнително го истоштуваме нашето тело. Тријата компликација е нарушување на метаболизмот. Именно метаболизмот е одговорен, оној кој што дава наредби колку калории во текот на денот ние трошиме. Со овие диети, каде што ние внесуваме многу помалку калории, метаболизмот е ставен пак на ниво на ниска батерија и се успорува. Со некои студии докажано дека со овие диети метаболизмот се успорува до 23%. Тоа значи, откако вие ќе завршите диетата, пошто имате успорен метаболизам, да се вратите на храната која што сте ја јаделе претходно, вие ќе се дебелеете. Четврта компликација е недостиг на внес на нутритивни материи, најчесто се тоа железо, витамин B12 или фолна киселина, што може да резултира со нарушување на коските, со опаѓање на косата, со сушење на косата. Како наредна компликација ни е електролитен дисбаланс. Значи, нашето тело е навистина комплексно, меѓутоа со недоволен внес на сите потребни материи ни страдаат многу ткива. Со електролитен дисбаланс најчесто страдаат мускулите, меѓу секако најкритичен срцевиот мускул, доколку тој настрада, страдаат сите попратни органи. Дополнителна компликација може да се камчиња во жолчното кесе, затоа што кога не јадеме, дигестивните сокови во жолчното кесе практично стојат неупотребени, се претвараат во камчиња. Друг ризик фактор во овие 7 за 7 е заморот, хроничниот замор. Значи, тој хроничен замор подразбира
постојано функционирање на ниска батерија, како во мобилниот телефон. И тоа се овие компликации кои што можат многу да допринесат за здравјето во смисол да го намалат способноста на организмот да реагира на природниот биолошки стрес и да ја нарушат целата хомеостаза. Тоа значи дека ние веќе имаме нарушен метаболизам, имаме нарушен имунитет и практично нашето тело страда без да сме свесни со цел да се постигне нека естетска компонента.